За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло FM Битола. Денешното издание го посветуваме на свечената промоција на Нобеловецот професор доктор Ден Шехтман од Израел во почесен професор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Како што веќе информиравме, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во саботата на 27 мај 2023 престижната академска титула почесен професор на универзитетот му ја додели на професор доктор Ден Шехтман од Израел, добитник на Нобелова награда за хемија во 2011 година за откривање на квазикристалите. На свечената церемонија во офицерскиот дом во Битола, ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, му ги врачи на Нобеловецот Шехтман инсигниите на универзитетот, дипломата и одората за почесен професор. На промоцијата, на која за првпат Нобеловец беше избран во звање почесен професор на УКЛО и со тоа стана дел од универзитетот, присуствуваше министерката за култура доктор Бисера Костадиновска-Стојчевска, како и представници на академската заедница на УКЛО, личности од општествено-политичкиот и културниот живот во градот и републиката. На почетокот на свечениот настан се обрати ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, кој истакна дека титулата почесен професор ја добива светски познато име, признато во светот на науката и во меѓународната и развиена универзитетска заедница. Ви посакувам добре дојде во името на целата универзитетска заедница, која што, вие впрочем најдобро тоа го знаете, е разноврсна и богата. Тоа се нашите високообразовни, научно-истражувачки и други кадри и секако најважните, причината за нашето постоење, студентите. Сите оние без кои не би можел да постои универзитетот, рече ректорот Неделковски и продолжи. Our alma mater, relatively small size, and young university in... Нашата алма матер, релативно мал и млад универзитет во споредба со старите и моќни, не е исклучок од општествената улога што по дефиниција му е доделена, да биде авангарда во промовирањето на универзалните вредности, во промовирањето на образованието, науката, културата, особено во промовирањето на академската слобода, но и соработка преку различни процеси и механизми за градење партнерства, градење доверба. И токму тој факт добива посебно значење заради можноста да се идентификуваат, препознаат, промовираат и достојно наградат поединци, заслужни личности, но и признати припадници на пошироката научна и академска заедница. Честа и задоволството да се иницира ваква академска процедура се уште поголеми ако се однесуваат за личност што е препознатливо име во светската наука и во меѓународните развиени универзитетски средини. Затоа што ништо не е можно без голема личност, голем поединец, а големите идеи се остваруваат само со градење институции или, како што тоа го формулирал таткото на модерна Европа, врвниот интелектуалец Жан Моне, ништо не е можно без поединецот, ништо не трае без институциите. Последователно, и овој денешен чин на промоција на почесен професор, како дел од една традиција иманентна за академијата, представува најсоодветен начин да се вреднува и награди еден научник, истражувач, професор и силен индивидуалец, кој што со својата револуционерна промена на парадигмата во науката за кристолографијата, всушност го отворил патот за нови истражувања и нови откритија и за секогаш го втемелил својот непроценлив придонес во развојот на науката и образованието. Авантуристичкиот дух, што и е иманентен на науката, им помага на научниците, истражувачите, но и нациите да се обединат околу една заедничка цел. Благодарение на размената помеѓу научниците од сите националности, има движење, соработка, соочување и идеите циркулираат, и тоа е всушност крвотокот на науката. Впрочем, благодарение на контактите што не ги овозможи почитуваната наша професорка Анка Трајковска, сите ние денеска ја имаме извонредната привилегија да го имаме доктор Шехтман меѓу нас и соодветно да го промовираме за долгогодишната и импресивна академска и истражувачка кариера, реализирана покрај другото и на повеќе престижни универзитети и институти низ целиот свет. Не станува збор за еден едноставен протоколарен чин.
Тоа е манифестација на нашата волја со гордост да чествуваме личноста која се истакна како еминентен научник и реномиран универзитетски професор. Тоа представува прокламирање на честа што еден Нобеловец нам ни укажува да го имаме тука, меѓу нас, да ја почувствуваме за кратко димензијата на неговото меѓународно значење и изврсноста во доменот на неговото делување што тој заслужено ја постигна. Истовремено, со ова почесно звање, универзитетот ја препознава улогата на науката и особено виталноста на хемијата, која што зазема централно место помеѓу природните науки заради незиното економско значење и заради незиното постојано присуство во нашето секојдневие. И најпосле, но не помалку значајно, е што приближувајќи ги аурата и престижот на професорот, Нобеловецот Шехтман, кон нашиот универзитет, ние посакуваме да им дадеме модел за следење, светол пример на нашите студенти, да испратиме порака за промовирање и привилегирање на учењето, знаењето, науката. Promote and privilege the learning, the knowledge and the science. Thank you. На свеченоста по повод промовирањето на Нобеловецот професор доктор Ден Шехтман од Израел во почесен професор на УКЛО, за неговата професионална и сестрана кариера говореше председателот на рецензентската комисија професор доктор Анка Трајковска-Петковска, а официјалната одлука на Сенатот на УКЛО за доделување на звањето почесен професор ја прочита председателот на Сенатот на универзитетот професор доктор Николче Јанкуловски. Во рамките на свечената промоција, професор доктор Ден Шехтман одржа пристапно предавање. А еве што рече тој во неговата изјава за медиумите пред почетокот на свечената промоција. Well, number one, I'm honored to receive this honorary degree from University of Bitola, and Чест ми е што ја добив ова висока титула, ова високо звање од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Го сретнав ректорот и порано и претходно. Најважното нешто за една земја, национално богатство се луѓето. Не е земјата, почвата, туку луѓето и нивната свест. Тоа што и треба на Македонија е економски успех, што ќе го врати младото население повторно во земјата. Со цел да се направи тоа на нашата земја и се потребни повеќе инженери и научници. И универзитетот е токму местото каде што инженери и научници се подготвуваат. Инженерите и научниците, исто како и докторите на медицина и биолозите, може да отворат стартап. Јас доаѓам од мала земја, но таа е исклучително економски развиена и луѓето во неа сакаат да се вратат. Зошто? Заради економските стартапи. Имате прекрасна земја, не само пейзажите, туку и луѓето се навистина прекрасни. Тие се паметни, љубезни и личат на населението во Израел. Ние личиме едни на други во тоа што јадеме иста храна. Ова е прва посета на Македонија, се надевам дека ќе дојдам повторно. Вчера имав срепа и со вашиот председателот на вашата земја, со кого имавме интересен состанок и донесовме некои заеднички заклучоци. Би сакал да се заблагодарам на сите кои што беа вклучени во целиот процес, на луѓето кои ме предложија, на тие кои што го одобрија доделувањето на оваа титула за мене и секако да се заблагодарам на нив. So I wish to thank everybody that was involved in the process, of course you first, and I want to thank you very much for this honor that has been bestowed on me and will be done today.
Сега во продолжение на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио по ФМ Битола ве запознаваме повеќе со професор доктор Ден Шехтман, почесен професор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Доктор Ден Шехтман е роден во 1941 година во Тел Авив, Израел. Дипломирал во 1966 година на Израелскиот институт за технологија, Технион, во областа на машинското инженерство. Со звањето магистер и доктор на науки во областа на инженерството на материјали се стекнал исто така на институтот Технион во Хаифа, Израел. Во текот на својата кариера има остварено повеќе научно-истражувачки престои на различни институции во Соединетите Американски држави, помеѓу кои треба да се истакне престојот на постдокторски студии во истражувачката лабораторија при Райт Патерсон во Охајо. Во 1975 година се вработил на одделот за инженерство на материјали при Технион. Во периодот 1981-1983 престојувал на Универзитетот Џонс Хопкинс во Балтимор, Мериленд, каде што ја открил иксоедарската симетрија, која е вовед во ерата на квазипериодични кристали и него влез во плејадата на лауреати на Нобеловата награда. Од 1992 до 1994 година престојувал на Националниот институт за стандарди и технологија во Соединетите Американски држави. Инаку, истражувањата на доктор Шехтман на Технион институтот се спроведувани во центрите Луис Еделштајн и во Вулфсон, со кои што раководи лично тој. Доктор Ден Шехтман е Филиптовијас професор во науката за материјали на одделот за наука и инженерство на материјали при Израелскиот институт за технологија Технион во Хаифа. Имено тој во периодот 1975-1977 година е предавач на овој институт. Од 1977 до 1984 година е виш предавач, во периодот 1984-1986 е избран за вореден професор, а во периодот од 1984 до 1998 година е редовен професор на овој институт. Доктор Шехтман учествува во неколку одбори на Сенатот на Технион, а со еден од нив и самиот раководи. Во 1998 година е избран за почесен професор на Технион институтот. Доктор Шехтман бил и визитинг професор на Џон Хопкинс универзитетот во Балтимор, Мериленд, на одделот за материјали и одделот за физика и астрономија во периодот од 1981 до 1997 година, како и на Универзитетот на Мериленд во Балтимор во периодот од 1997 до 2004 година. Во 2004 избран е за професор по наука и инженерство на материјали на Државниот универзитет во Ајова, како и за соработник на Американскиот оддел за енергетика. Од 2014 доктор Шехтман е главен раководител на Меѓународниот научен одбор на Политехничкиот универзитет во Томск.
Истовремено, доктор Шехтман предава технолошко предприемништво на младите генерации на техниот институтот повеќе од 30 години, што представува негова посебна пасија или, како што и самиот кажува, не секој може да биде предприемач, но предприемништвото треба да се промовира низ целиот свет како придобивка за сите нас. Неговите предавања, на кои што предава за чекорите во предприемништвото и стартап компаниите, но и за сите препреки што следат при нивното основање и раст, се отворени за сите студенти, инженери и научници. Иако по професија научник во областа на науката за материјалите, како што и самиот сака да го перцепираат, сепак трендот на предприемништвото е многу значаен, па затоа му представува предизвик да го промовира во својата земја, Израел, но и пошироко на други локации каде држал предавања на оваа тема. За него предприемништвото е национален спорт на неговата земја. Плодната научно-истражувачка работа на доктор Ден Шехтман довела до меѓународно признавање на нова гранка во науката, наречена квазипериодични кристали или накратко квазикристали. Резултатите од неговите истражувања резултирале со нова научна дефиниција на терминот кристал. Во 1982 година доктор Ден Шехтман, проучувајќи ја структурната морфологија на брзо зацврстувачка легура во Мериленд, Соединените Американски држави, забележал необични карактеристики на новиот кристал од алуминиум и манган. Користејќи електронски микроскоп, тој открил кристал што не би требало да постои според дотогаш прифатената теорија. Структурата на овој кристал била парадоксална. Од една страна, таа покажувала подреденост на големи растојанија, како крај кристалите, поради острината на дифракционите точки, но од друга страна, таа не можела да биде кристална поради целокупната пентагонална симетрија. Резултатите од ова истражување биле објавени во ноември 1984 година во Physical Review. Во овој труд, доктор Шехтман и неговите соработници покажуваат дека нагло стврнатите легури на алуминиум со 10 до 14% манган, спротивно на дотогашните сознанија, поседуваат иксоедарска симетрија во комбинација со подреденост на големи растојанија. Ова откритие наишло на жестоко противење и изразени контроверзи во научните кругови на кристалографите. Во трудот, што бил објавен во декември 1984 година од страна на Ливајн и Штајнхарт, феноменот што го објаснувал доктор Шехтман бил наречен квазикристаличност. Вториот труд од ова истражување на доктор Шехтман бил објавен во 1985 година и во него детално била објасната синтезата и бил предложен модел заснован на подредување на иксоедри. На овие наоди жестоко се спротивставувале членовите на научната заедница од областа на кристалографијата. Посветен на вистината на своето научно откритие, доктор Шехтман продолжил со своите експерименти да ја докажува точноста на своите наоди. По неговите сознанија, во 1992 година, дефиницијата за кристал, дадена од страна на Интернационалната унија за кристалографија, е променета, така што во 2011 година на доктор Шехтман му е доделена Нобелова награда за хемија за откривањето на квазипериодичните кристали во 1984 година. Првите квазикристали откриени од доктор Шехтман биле синтетички интерметални материјали. Потоа следуваат тие во форма на течни кристали, кополимери и наночестички. Денес постојат и природни биолошки квазикристали кои наоѓаат примена во биохемијата и медицината.
čuva. Кога зборуваме за доктор Ден Шехтман, кој сега и почесен професор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, треба да кажеме дека тој е член на неколку интернационални академии. На Европската академија на науките, Американската национална инженерска академија, Израелската академија на науките и на Руската академија на науките. Неодамна доктор Шехтман даде свој придонес во основањето на лабораторијата за истражување на легури и за 3D принтање на база на магнезиум во рамките на Технолошкиот универзитет во Ксијан, Народна република Кина. Во периодот што му претходеше на добивањето на Нобеловата награда за хемија во 2011 година, но и потоа, доктор Шехтман бележи значителни научни постигнувања за кои добил и соодветни интернационални награди и признанија. Во името на доктор Ден Шехтман се обединуваат бројни научни предизвици и достигнувања кои придонеле да се издигне над дотогаш познатите или помалку познати факти и сознанија во областа на науката и инженерството на материјалите, не само во својата земја, туку и надвор од неа. Токму тоа и пресудно да добие светско признание за својата несебична и истрена научна работа во областа на науката, инженерството на материјали и да му го додели врвното признание Нобелова награда за хемија во 2011 година. Помислата и реалноста што го следи овој научник, а посебно во периодот на неговото откритие кога имал мала или скоро да немал никаква поддршка од пошироката научна заедница, е вреден пример за секој од академијата дека истрајноста и верувањето во сопствените соништа е она од кое не треба да се отстапи, туку напротив да се успее да се докаже. Имено, периодот на 80-тите години на минатиот век бележи многу откритија за природата на материјата и материјалите, и дел од нив се публикувани во научни списанија. Но повеќето од овие откритија подоцна биле препознаени и наградени со Нобелови награди во областа на хемија и физика. Така и со пронајдокот на доктор Шехтман. Во 1984 година е првично етаблирано откритието на квазикристалите, но дури по 27 години и покрај многуте контроверзии и опонирања од дотогаш попознатите научници нобеловци, сепак го доживел својот светски успех во 2011 година и доделувањето на Нобеловата награда за хемија. Со својата научно-истражувачка работа, доктор Шехтман има потврдена меѓународна афирмација и углед, се вели во рефератот за избор на професорот Шехтман во звањето почесен професор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Неговиот избор за почесен професор на УКЛО ќе го зголеми и угледот на Технолошко-техничкиот факултет и универзитетот и ќе придонесе за воспоставување и развивање на нови меѓународни соработки. Тој би бил главната алка за воспоставување на нови мостови за соработка со институции каде е препознаен и наградуван, но и за затврстување на веќе воспоставените соработки. Ова е жив пример од кој учиме и денес, но треба да го искористиме и да научиме уште повеќе, а посебно е значено да послужи како пример за младите генерации кои се едуцираат на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола.
Залагањето и вербата на доктор Шехтман за младите генерации да бидат образовани и во духот на предприемништвото на неговиот матичен институт вродил со плодни резултати, иако е тој професор во областа на наука за материјали. Имено Израел е земја број 1 во светот на ново формирани стартап компании по глава на жител надвор од Силиконската долина. И според изјавите на доктор Шехтман, тоа е нивен национален спорт. Паралелата на овој подвиг и реален пример од блиската историја со нашиот универзитет и земја е да без предрасуди на професионална определба или без разлика на изборот на студии, овој предприемачки дух треба да се негува, поттикнува и спонзорира на соодветен начин и кај нас. Секако, искуствата од доктор Шехтман како мултидисциплинарна личност со светска слава и препознатливост се добредојдени и за нашиот универзитет, се вели во рефератот за избор на професорот доктор Ден Шехтман во звањето почесен професор на УКЛО. Воспоставување на интердисциплинарни предавања по теркот на доктор Шехтман од техниот институтот, кои ќе обединат нашата академска заедница од сите единици на универзитетот, би значило цврсто спојување на моќта на знаењето и искуството, талентот и креативноста, но и иновативниот дух на професорите, студентите од сите циклуси на студии, а секако и вклучувањето на истражувачи, инженери од индустриските партнери од земјата, сето тоа во насока на развивање и поттикнување на предприемничкиот дух кај помладата генерација. Размислувањата во оваа насока одат дотаму што организацијата на предмети, специјализирани курсеви или школи на нашиот универзитет од отворен тип ќе ја зајакне и продлабочи соработката помеѓу целата академска заедница, но и надвор од неа, а успехот ќе биде неминовен. Токму тоа го спроведува и доктор Шехтман повеќе од 30 години на неговиот матичен институт. Имено, од 1987 тој е активно вклучен од воспоставувањето до одржувањето на курсевите на предприемништво, кои се отворени и слободни за сите до дипломски и постдипломски студенти, научници и инженери во неговата земја. Очекуваме ова искуство да се пренесе и да се практикува и во нашата земја. Вреди да се нагласи и фактот дека доктор Шехтман е почестен доктор на науки на Универзитетот Бар Илан во Израел, со кој што Универзитетот Свети Климент Охридски Битола има веќе воспоставени релации на соработка. Силната поддршка и препорака од овој универзитет секако е на наша страна и позитивно ја оценуваме и во овој случај, дека сличности постојат, веќе се воспоставени мостови на соработка и останува да ги искористиме позитивните влијанија, примери и искуства во промоција и афирмација на заслуженото место што Универзитетот Свети Климент Охридски и го заслужува.
Денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, посветено на промовирањето во звањето почесен професор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на професор доктор Ден Шехтман, го завршуваме со неговите зборови. Главна лекција која научив низ времето е дека добриот научник е скромен, научник кој слуша, а не некој кој што 100% верува во она што го чита во книгите. Како порака до сите генерација, секако и за академската заедница, ги издвојуваме препораките елаборирани во еден од неговите трудови. Да се биде професионалец, постојан, фокусиран и со верба во она што го мислите, докажувате, без разлика колку опоненти или критичари имате. Верувајте во себе, но истовремено бидете и најголеми критичари на самите себе си. Покажете храброст да се спротиставите на предрасудите и со тоа да ги поместите границите на познатото или на познатите во областа во која што делувате. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц.
Uklo FM, Bitola, maj 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Uklo FM, Bitola. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Uklo FM Bitola 90,8 MHz.